Верувале или не, но најголемиот специјалист за олтајмери во државата е од кочанското село Спанчево. Драги Арсов и неговиот син Ненад од старо прават поинакво и оригинално ново, за кој љубителите на олтајмери даваат душа. Како Драги го прифати предизвикот за кој сега му нема рамен? Па желба, не е баш и најжелба ми, у тоа време се затекнуваме со такви возила. Едноставно беа постари возила и едноставно наставивме. После повеќе у овие години се наставуваат повеќе желба за муштириите, за речеме собствениците на возилата. Тоа е повеќе нивна желба. И така ме знаат повеќе време и од поодамна. 93-4 тука како постандардно и порано по школа, по други работни места и тоа. Кое беше неговото прво возило што го реставрираше? Мерцедес, мисли, че ни беше 64. 63 или 4 тука беше тоа. Алексов Гоше, Ѓорѓија од Кочани. Па он ми ја даде и така иницијативата за и повеќе да се заљубиме у тие автомобили, да кажеме. И преко негово сознание, да речеме, он и рече тогаш, а има и други луѓе заинтересирани, може да се обстанува и така натаму и тоа. Тие се како прво и по-добро возило што излезе и за квалитет што се бараше. Иначе порано се крпеа возила на друг начин. Дали е тешко да се најдат делови за овие бензински метузалеми? По-тешко, па на времето тие возила не се толку и биле присутни тука. На овие простори се имале по други возила. А дека сега по овие што ги прават, ретко се останат и собствениците сака да си ги прават. Со тоа и се права стварно добро. И добро и на мене ми е желба што ги прават, да не ги фрлат по отпадите. И тоа е добро, доста желба за ние и за нас. Дали во моментот работите на реставрација на некој од предпоставите автомобили? Па има. Има овде моментално буба. Таа е за реставрација, делимично е направена, делимично. Овде има еден Мерцедес, тука има други, тука има друга буба. Фичко тука има едно, популарно. Има Опел, Олимпија, има Волги некои, Победи, тие. Колку време мајстор Драги троши за да врати во живот едно хаварисано или зараѓено возило? Па не можеме сето внимание да посветиме на еден автомобил. Нека колку сака цената, мораме и да земеме нешто друго. За преку месецот мора да се обстанува. Оно што Драган ќе го врати во живот не е само убавина за уличниот асфалт, но и често носи награди на разноразни надпревари од висок ранг. Јас одам по изложбите кога се соберите закажени понегде, понекогаш одам, понекогаш не. Еве во Кладарци не сум бил, они ми повикаа, ние не можевме. И од таму ни се јави, ние бевме па радосни што таму излезе пак еден медал. И сега тоа го тие најдобро знаат и осеќат што се тука, што излегуваат од тука и се враќат. Имаме доста по Германија дадено. Собствениците ги носат од таму, па тука ги правиме, пак ги носат таму и нашто е многу добро, низ Македонија. Кој автомобил за Арсов беше најголем предизвик да го реставрира? Имав Citroen, доста хаварисан. Citroen, Dodge, исто доста хаварисан. Мерцедес доста хаварисан, тоа е туку укочен и тој има добиено еден пехар, тоа беше во Неготина пред 15-16 години, мислам, тука негде, да не ги фаќам. И сега имавме Opel исто, и тоа беше доста за реставрација, и тоа излезе пак добро и тоа. Која марка на автомобил најмногу му лежи на срце на нашиот соговорник? Па сите, кои рекле старите, старо фали, ново купиме и тоа. Со тие располагам, 20 години го има Мерцедес, 123, сигурно може повеќе. И од токаш наваму се сум со нив. Буби две има променето, еве уште една имаме за нас и едно добро фичо за нас, тие мислиме да останат па и за внучињата. Има непишено правило помеѓу реставрирачите на стари возила, а тоа е дека за автомобилот ќе ви кажат се. Но ниту во сон нема да ја откријат цената за трудот што го вложиле. По наше упорно инсистирање, мајстор Драги откри една сума, но ја аргументира зашто е толку висока. 5000 евра на прв поглед за нас е многу, но се што мора да се направи, сумата ја прави и минорна. Има тука тапацирање, има делови што се заменуваат, они што ги нема, ние некако ги правиме, тука се снаоѓаме со нашите услови и така.
Само знам дека сега во Штип изнесовме едно фич, тоа беше пред малку, али има 2 недели, 3, ајде да кажам, ги помина 5000 евра. Ненад, синот на Драги, е неговата иднина во продолжување на традицијата за реставрација на возилата. Впрочем, овој Land Rover е дело на неговиот син. Изгледа прекрасно, но и влева надеж кај неговиот татко дека овој занает нема да остане на ѓубриштето од заборавот.